Во однос на содржината, годинава може би имаме приложено најмалку настани до сега, со оглед на тоа дека во изминатите 2 години постои нешто што се вика јавен повик и самата фондација е должна да аплицира на јавниот повик, но како орган формиран од страна на Советот на општина Куманово и градоначалникот, должни сме пред вас и да приложиме годишна програма, односно предлог проекти, кои годинава исто така се и аплицирани на јавниот повик. Сумите кои ги имаме наведено во однос на сите проекти се суми за кои што ние сметаме дека се реални за одржување на овие настани во ваква форма. Тоа не значи дека по поминувањето на програмата на Советот истите ќе останат такви. На следната седница секторот за култура ќе приложи општинската програма по која што всушност фондацијата работи по пат на договор за делегирани надлежности. Вие како советници, градоначалник и сите кои имаат секторот за култура ингеренции над фондацијата, може апсолутно да предложите дополнителни настани кои во текот на годината ќе ни се наметнат. Ние сме спремни да застанеме позади нив и да ги реализираме доколку вие ни овозможите финансиска поддршка за истите. Кога сме кај новогодишните празници, минатата година изгласавте само еден новогодишен проект кој беше ставен во општинската програма со многу помала сума од 300.000 денари каква што ставивме годинава. Целта е следната година да направиме хепенинг за деца и млади на градскиот плоштад во Куманово во текот на денот, со тоа што би поставиле бина и би донеле гостување на некој во тој момент атрактивен, дали пејач, дали ликови од телевизиски проекти кои сметаме дека во тој момент се актуелни за најмалите. Годинава во просторите на Занечиски дом ќе се одржи тој хепенинг за деца и млади, како и секоја претходна година. Пристигнување до Дедо Мраз и купена новогодишна представа со многу помал буџет од 300.000 денари, ако не се лажам 80.000. Во однос на останатите настани ме прашавте и дали мислам дека сите ќе бидат реализирани во иднина. Да, затоа што годинава, како што кажав, аплициравме најмал број на проекти до сега од проста причина што се базиравме на претходното искуство, знаејќи дека сите овие настани успешно беа реализирани и во тековната 2023 година и во изминатите години, почнувајќи од Арт Атак фестивал па се до новогодишните тие манифестации. Имаме само 2 нови проекти со надворешни соработници, зашто има дополнително образложение во самата програма.